Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Next is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер и добар ви еден сат во придужба на нашата македонска радиопрограма. Сите ве поздравувам и ви посакувам добро здравје, среќа и убава заедничка вечер заедно со вашите наблиски. Следуваат најновите соопштенија од Ньюкасл и околината, понови вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми. Со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски. А сега, почитувани слушатели, пошто денес е 10-тиот ден од после Илинден, Крушевската република последен ден, да ја слушниме убавата песна од Воја Стојановски, Славен Илинден. Светот не
site ilinden, 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 ilinden. Stani Makedonijo na noze, site da go slavime ilinden. Razvesi zemljo moja, zname naša boja, alova crvena. Razvesi zemljo moja, zname naša boja, alova crvena. Makedonijo na noze, site da go slavime ilinde. Razvesi zemljo moja, zname naša boja, alova crvena. Razvesi zemljo moja, zname naša boja, alova crvena. Ilinden slavem Да ги проследиме соопштенијата од Њукастел и околината. По повод името на нашата црква овде во Њукастел, Пресвета Богородица, Генералниот комитет при Македонската заедница во нашиот град организираат игранка и тоа во сабота на 31 август во нашиот Македонски културен центар со почеток во 6:30 часот вечерта. Во чест на именденот на нашата црква, ова вечер влезот ќе биде бесплатен за сите. На вечерта ќе има богато мезе, куњата со топли оброци, а барот со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Многу важно што за ова богата прослава нашата игрорна група Стив Наумов ќе се представи со најновите сплетови на хореографот Добре Колевски. На вечерта ќе ве забавува најдобрата музичка група од Сиднеј Арија Бенд. Исто така да најавиме дека после службата се оди во црковната сала за ручек, припремен од домаќините за ова година. Сите сте добро дојдени. Исто ќе има и мезе пред ручекот. Почитувани слушатели, соопштение од управата на Македонската заедница овде во Њукасел дека црквата Света Богородица заедно со свештеникот Пецо Петровски ќе биде отворена секој понеделник, вторник и четврток од 8:30 до 10:30 сабајлето во склоп на сите други празници. А можете слободно да го посетите храмот да запалите свеќа за здравје. Свештеникот Пецо Петровски ќе биде присутен во секое време, може да го прашате за било кој православни верски обичаи за правилно однесување и почитување на нашата црква. Како што знаете, во нашиот Македонски културен центар овде во Њукастел имаме разноврсни јадења од наши кувари секој петок од 6:30 сатот на вечер. За резервација јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или на Facebook околу сето ова. Исто така може да се јавите кај Саша Стојчевски на 0408 490149 и кај Ристо Веловски на 0401 0414 296910. Значи секој петок во 6:30 часот во нашиот културен македонски центар овде во Њукастел за вечера. Почитувани слушатели, како што знаете сите, нашиот Македонски културен центар овде во Њукастел ви стои на располагање за сите ваши потреби од салата, како за свадби, свашувачки, кршевки и родендени. Може да се јавите кај Џони Линковски на 0437 545456, Саше Стојчевски 0408 490148 и кај Ристо Веловски на 0414 296910. Исто така да најавиме дека можете да ги носите вашите деца од 5 години постари за тренирање во нашата игрорна група Стив Наумов под раководство на хореографот Добре Колевски секој петок од 6 до 8 на вечер. Сите сте добро дојдени.
Соопштение за сите родители на деца од 5 години и постари. Може да ги донесите вашите деца во нашиот Македонски културен центар за изучување на македонскиот јазик, култура и традиција. И тоа секој петок од 4:30 сатот после пладне. Имаме доста деца регистрирано. До сега имаме наставници за секоја возраст кој сака да научи да пишува, чита македонски. Значи сите сте добро дојдени без разлика на годините и возраста. Исто така за сите погреби во црквата наша Света Богородица, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации околу тоа јавете се кај Џони Линковски на 0437545456. Да проследиме нешто за здравјето. Масноти во крвта, спасот е во ореви, граф и лук. Некои луѓе се мачат со масноти во крвта, особено колестеролот, иако не припаѓаат во редот на гурманите. Се разбира, истото се случува и со оние кои не можат да се пофалат со здрава исхрана. Нутриционистите велат дека е можно регулирање на масностите и холестеролот со 5 клучни намирници. Јаболката го намалуваат лошиот холестерол за дури 38%, но за да се постигне ова треба редовно да ги консумирате или да пиете сок. Оревите обезбедуваат најголем процент на добар холестерол. Гравот богат со растителни влакна може да го намали холестеролот за 6% за само 1 месец и половина. Овезот е богат со растителни влакна и познат непријател на штетниот холестерол. Лукот со дневна доза од 5 само милиграма во таблети успева да елиминира завидни 11% од холестерол. А за да ви се подобри циркулацијата на крвта, доволно е да јадете само 1 лук дневно. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Господ син ми подари. На внуката Софи и зетот Диме Стојчевски му го честитаме новородениот син Џајкоб и му пожелуваме радосно и весело детство на дедото Тоде и бабата Нада со цела фамилија, честито убавото новороденче. Сето тоа од се срце го посакуваат тетката Лила, тетинот Иван, брачедот Крис со неговата фамилија и брачедот Давид со неговата фамилија, сите Чаталовски. Dajte da se pije, oro da se vije, želba mi se ostvari, Gospod sin mi podari. Dajte da se pije, oro da se vije, srce mi se razjali, ne sobit naslednik. Sejal je sine, polna duša ta, ima kojke mija, krepi kućata, Vičentina majka, gordost tatkova, za dedo i baba, radost golema. Što je redot, ime to na dedo, a od baba poračaj, da ti me si pogača. Kako što je redot, ke te dari dedo, ke fotku je vnučeto, da mu nosi ime to. Sega mi je sine, polna duša ta, ima kojke mija, krepi kućata, Vičentina majka, gordost tatkova, za dedo i baba, radost golema.
Dajte da se pije, oro da se vije, pa kada produžime, ušteda se množime. Dajte da se pije, oro da se vije, site da me prečekam, veselina kršteka. Sega mi je sine, polna duša ta, ima kojke mija, krepi kućata. Vičentina majka, gordo statkova, za dedo i baba, radost golema. Со песната «Јас сум чисто македонче», културно-метничко друштво Стив Наумов овде од Њукасел, заедно со кореографот Добре Колевски на игрорката Шенел Веловски и го честитат родениот ден. Исто така и посакуваат радост среќа да ја прати во младиот живот, успех во школото и фолклорот. Да ја слушнеме убавата песна од Сузана Спасовска «Стани Македонио». Скотници се слушаат од Галичник до река, што тешка несреќа ги збра. И мажите, и жените, та гласи тажна ека, и навева салпоп зла.
raspleti. Tapan silno heći, crna riza frli si. Čeda svoji povikaj, preku okeanite. Sinoj svoji soberi, gore na planinite. Ej, čeda svoji povikaj, ej, sinoj svoji soberi. Stani Makedonijo, kreni z name visoko. Sonce Aleksandrovo, z name baš makedonsko. Stani Makedonijo, vikni svoji sinovi. Zemlja da se odbrani, zemlja baš makedonska. Božja sila pobaraj, zlaten konec zemlji, barjak sončev izvezi. Imaš sila svega ti, majčinite molitvi, vekovi što minale, napred da te povedat. Ej, majčinite molitvi, stani Makedonijo, kreni z name visoko. Sonce Aleksandrovo, z name baš makedonsko. Stani Makedonijo, vikni svoji sinovi. Zemlja da se odbrani, zemlja baš makedonska. Makedonijo, kreni z name visoko. Sonce Aleksandrovo, z name baš makedonsko. Stani Makedonijo, vikni svoji sinovi. Zemlja da se odbrani, zemlja baš makedonska. Stani Makedonijo. Да проследиме само нешто од здравието. Консумирањето на повеќе од 3 јајца неделно ја зголемуваат опасноста од срцеви заболувања и рана смрт кај луѓето. Во однос на оние кои јадат помалку јајца, се наведува во ниво ново истражувањето на медицинската школа при Северно-западниот универзитет во Чикаго. Јајцата, особено жолчката, се главен извор на диететски холестерол. Јадењето дополнителните 300 милиграми холестерол на ден го зголемува ризикот од срцеви заболувања за 3,2% и на оној од рана смрт за 4,4%. Едно јајце содржи 186 милиграми холестерол, наведува во извештајот одговорниот за испитување на Виктор Жонг. Истражувањето се заснова на податоци од 29.000 американци со просечна возраст од 17,5 години. Од нив 5.400 имале срцеви проблеми, а 1.300 биле случаи кои завршиле со смрт. А сега, почитувани слушатели, да ја слушнеме убавата нова песна на Дамјан Стојановски, Никогаш северна.
naš roke ostane. Dosta je moj narode, uštenike molči me, ako pak im prosti me, od naš roke ostane. Уште една убава песна од Владко Миладиновски, Велат не нема. Тука сме ние вечни векови, во убав егей беломорски, овде на свети наши корени, од исти мајки тука родени. Pesni gordo peme. Tuka vo Solun drama kavala, nagrevena, gore na Vičogramos herojski, se igra i pepak makedonski. Velat ne nema, ama evezme, somerak sred Solun oro igrame. Velat ne nema, ama evezme, pesni gordo peme. Sme nije od pred Isusa, na svoja zemlja makedonska.
naši pesni gordo peme. А сега да слушаме убавата песна од Благица Павловска, Мајката наша Македонија. Благица доаѓа овде кај нас во Њукастел на 4 октомври заедно со најпопуларниот Јордан Митев. За тој концерт ќе слушаме нешто повеќе во наредните неколку минути. Да слушаме песната Мајката наша Македонија, Благица Павловска.
Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн со голема чест и задоволство ви најавува две живи легенди на македонската народна музика. Јордан Митев. И жената со неповторливи хитови, Благица Павловска. Придружен оркестар Амадеус Бенд од Мелбурн, Нјукастл, 4 октомври, 7:30 часот на вечер. Карти по цена од $40. Контакт Саш Стојчевски 0408 490 148, Ристо Веловски 0414 296 910, Џони Линовски 0437 545 456, Мајкл Грујовски 0418 991 911, Пеце Вртковски 0411 673 073, Саре Симеонов 0499 014 254. За повеќе информации Аце Петровски 0417 128 641. Не пропуштајте ги овие спектакуларни македонски концерти со Јордан Митев и Благица Павловска, 4 октомври од 7:30 часот на вечер. Нјукастл, ве чекаме. А сега, почитувани слушатели, да ја проследиме рекламата за концертот овде во Нјукастл Јордан Митев и Благица Павловска. Повеќе околу тоа слушнете. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн со голема чест и задоволство ви најавува две живи легенди на македонската народна музика. Јордан Митев. И жената со неповторливи хитови, Благица Павловска. Придружен оркестар Амадеус Бенд од Мелбурн, Нјукастл, 4 октомври, 7:30 часот на вечер. Карти по цена од $40. Контакт Саш Стојчевски 0408 490 148, Ристо Веловски 0414 296 910, Џони Линовски 0437 545 456, Мајкл Грујовски 0418 991 911, Пеце Вртковски 0411 673 073, Саре Симеонов 0499 014 254. За повеќе информации Аце Петровски 0417 128 641. Не пропуштајте ги овие спектакуларни македонски концерти со Јордан Митев и Благица Павловска, 4 октомври од 7:30 часот на вечер. Нјукастл, ве чекаме. Да ги проследиме уште една соопштенијата од Нјукастл и околината. Генералниот комитет, заедно со сите наши македонски организации овде во Нјукастл, со голема гордост ве известува по повод долгогодишното решавање на статусот на нашиот свештеник Пецо Петровски и враќање на нашата православна црква Света Богородица овде во Бротмедо во редовите на Македонската православна црква од Австралија, Сиднејска епархија. По тој повод се организира дочек на дедо владика Тимотеј во месец септември во заедничка служба со нашиот свештеник Пецо Петровски. За повеќе информации околу денот
ќе најавиме во наредната програма, исто и на Facebook. Според сето ова се поканувате сите верници да бидете присутни во голем број за ова голема духовна служба, што не се случило во последните 25 години во нашиот град Нјукастел. По повод името на нашата црква овде во Нјукастел Пресвета Богородица, Генералниот комитет при македонската заедница во нашиот град Нјукастел организираат игранка и тоа во сабота на 31 август во нашиот македонски културен центар со почеток во 6:30 часот вечерта. Во чест на именденот на нашата црква ова вечер, влезот ќе биде бесплатен за сите. На вечерта ќе има богато мезе, куњата со топли оброци, а барот со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Многу важно е што за ова богата прослава нашата игрорна група Стив Наумов ќе се представи со најновите сплетови на кореографот Добре Колевски. На вечерта ќе ве забавува најдобрата музичка група Арија Бенд од Сиднеј. Исто така да најавиме дека после службата сабајлето се оди во црковната сала за ручек, припремен од домаќините за ова година. Сите сте добро дојдени. Исто ќе има и мезе пред ручекот. За игранката на 31 во саботата ве замолуваме ако може да се јавите кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 за резервација на маса со вашите пријатели за ова вечер. Соопштение за сите родители на деца од 5 години постари. Може да ги донесите вашите деца во нашиот македонски културен центар за изучување на македонски јазик, култура и традиција. И тоа секој петок од 4:30 сатот после пладне. Имаме доста деца регистрирано за ова година. Наставници имаме за секоја возраст кој сака да научи да пишува и чита македонски. Значи, сите сте добро дојдени без разлика на годините. Исто така може да се регистрирате и запишите вашите деца од 5 години постари за наредната година, за да можеме да си одобриме паричен фонд од државата. Исто така, почитувани слушатели, можете да ги носите вашите деца од 5 години постари за тренирање во нашата игрорна група Стив Наумов, под раководство на хореографот Добре Колевски, секој петок од 6 до 8 на вечер. Како што знаете, сите нашиот македонски културен центар овде во Нјукастел ви стои на располагање за сите ваши потреби, како за свадби, свашувачки крштевки, родендени и други работи. Може да се јавите кај Саше Стојчевски на 0408 490148, Ристо Веловски на 0414 296 10. Исто така, како што знаете, во нашиот македонски културен центар овде во Нјукастел имаме разноврсни јадења од наши кувари секој петок од 6:30 сатот на вечер. За резервација јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или видете на Facebook околу сето тоа. Сега да проследиме нешто за здравјето. Отстранете го салот од стомакот со овај идеален пијалок и појадок. Од најмлади до најстари сите знаат дека појадокот е најважен оброк во денот. Затоа, дури и да сте на диета, не го прескокнувајте. Потребно само да ги изберете вистинските состојки. Од 2008 година се докажува дека ви треба само една состојка за да го отстраните салото од струкот, јајца, преполни се со протеини. Појадокот треба да биде оброк полн со протеини за да биде сити до ручекот. Многу стручњаци сметат дека преку првиот оброк во денот треба да внесеме најмалку 20 грама протеини, а добрата вест е што едно јајце содржи само 6 грама. Практичен избор. Кога сте гладни и имате потреба за нешто да грицните, каснете едно тврдо варено јајце. Брзо ќе го подготвите, а е нискокалорична ужина, која сигурно ќе ви држи сити до следниот оброк. Препорачуваме едно тврдо јајце, варено, 78 калории и јаболка 80 калории. Ова комбинација ќе ви држи подалеку од фрижидерот и нездравите грицки до ручек. Што ќе се случи ако 60 дена пиете сок од домати? Научници го истражуваат дејството на доматниот сок врз човечкиот организам. Во истражувањето
учествувале жени на различна возраст со различна тежина и потекло. Во текот на 2 месеци тие пиеле по една чаша доматен сок на ден. За време на експериментот, учесниците во него не ги смениле секојдневните навики, а само по неколку дена утврдиле дека ослабиле. Научниците нагласуваат дека не станува збор за губење на течности во организмот, туку за топење на мастите. Учесничките во експериментот намалиле во половината во просек од 1,6 до 2 сантиметри. Имале пониско ниво на холестерол и зголемено ниво на ликопен во крвта, антиоксидант кој позитивно влијае на здравието. Доматите се нискокалорични и во сок од 0,35 литри има само 80 калории. Тие се богати со нитриум, калциум, калиум, магнезиум, витамин Б, С и АБ. Докажано е дека високото присуство на ликопен во доматниот сок го спречува развојот на канцерогените клетки, ги прочистува крвните садови и го спречува појавувањето на срцеви болести. Сокот од домати помага во намалување на крвниот притисок, спречува тромбоза, ја регулира работата на црниот дроб, панкресот и жолчката. И што е најважно, за да го почувствувате ефектот, потребно да консумирате доматен сок, подготвен од свежи или варени блендирани домати. Моќен сок за имунитет и слабење, исфрло телото се што штети. Состојките се овие: 4 средни моркови, 2,5 см корен од ѓумбур и 2 лимони, 2 чешњиња лук и една супена лажица јаболков оцет. Се приготвува на овој начин. Ставете ги овие состојки во соковник. Пијте ги 2 дена, сокот што ќе го добиете се пие 3 пати дневно. Остатокот чувајте го во фрижидер. Не смее да стои подолго од 36 дена. Овој сок успешно ги симнува килограмите, го снижува притисокот и го зајакнува имунитетот. Морковот ги јакне зидовите на крвните садови и срцевиот мускул, го намалува нивото на лошиот холестерол и спречува мозочен удар, атеросклероза, проширени вени. Ѓумбурот е најсилен антиинфламатор. Коренот може да ги ублажи болките на мускулите и да ја подобри дигестијата. Кои се нормалните вредности на крвен притисок според возраста и полот? Еден од најраспространените здравствени проблеми е зголемениот крвен притисок. Проследен е со симптоми како лошо расположение, главоболки, несоница и други проблеми врзани со општото расположение и здравје. Крвниот притисок може да варира повеќе пати во текот на еден ден, а нормалниот крвен притисок е индивидуален. Ако ги прашате лекарите кој е нормалниот крвен притисок според возраста на пациентот и полот, табелата изгледа вака: 20 години за мажи 123,76, за жени 116,72. Од 30 до 30 години за мажи 126,79, за жени 120,75. 30 до 40 години за мажи 129,81 и за жени 127,80. 40 до 50 години за мажи 135,83, а за жени 137,84. 50 до 60 годишна возраст за мажи 142 со 85, 144 со 85 за жени и постари од 70 години за мажи 142 со 80 и за жени 159,85. И на крајот, почитувани слушатели на нашата програма, сакам да ви пожелам добро здравје, успех до идната сабота во истото време од мене Пеце Вртковски. Пријатна вечер, добар прием и пријатно до слушање. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.